Најава за денешните настани. Градежните работи на македонски просветители ги секнаа славините во Центар. Националната установа библиотека Григор Прличев го одбележа Денот на македонскиот јазик. Градоначалникот Пецаков, туристичките работници и риболовците бараат ресорното министерство да го даде Охридското езеро под концесија за рекреативен риболов. Стружани се подготвуваат за втората трка на поезијата. Охрид партнер во проектот Мојот данок за мојата општина. Со најавените и останатите содржини во дневникот, започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по свежото утро, во текот на денот имавме сончево и топло време со измерени максимални 21 степен Целзиусов. Во петок, на централен Медитеран ќе се наоѓа длабоко поле на низок воздушен притисок кој што во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе услови развој на нестабилност и локални врнежи од дожд и грмотевици. Врнежи од дожд се очекуваат и во Велика Британија и на запад од Скандинавија. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно стабилно време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и грмотевици. Во централните предели стабилно време со зголемена облачност. Максималните дневни температури од 17 до 25 степени. Во Македонија во петок во утринските и предпладневните часови ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Во попладневните часови зголемување на облачноста кој што ќе услови развој на нестабилност и можност за локални врнежи од дожд и грмотевици. Локално во западните предели се услови за поројни врнежи од дожд. Минималните температури од 4 до 11 степени, додека пак максималните дневни од 17 до 25 степени. Во Охрид во петок во првата половина од денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Во попладневните часови зголемување на облачноста која што ќе услови развој на нестабилност со врнежи од дожд и грмотевици и локално со услови за појава на невреме. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната до 18. Во сабота, недела и понеделник во Охрид ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со максимални дневни температури од 17, односно 19 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Градежните работи на улицата Македонски просветители ги секнаа славините од градската мрежа во централното подрачје. Паралелно со реконструкцијата на улицата се менува и водоводната мрежа. Од јавното предпријатие Водовод во план имаат менување и на азбестните цевки на улицата Ѓорче Петров. Водоснабдувањето се одвива нормално во Охрид. Периодични прекини во градската мрежа се јавуваат во реони каде што се одвиваат градежни зафати за кои граѓаните добиваат претходни најави или каде што се појавуваат дефекти, вели Маријан Ристевски, директор на јавното предпријатие Водовод. Моментално во прекин е водоснабдувањето во централното градско подрачје заради изредбата на третата фаза од реконструкција на улицата Македонски просветители. На тој потек екипи на јавното предпријатие работат на поставување нови шибери, со што значително ќе се подобри регулацијата и водоснабдувањето во централното градско подрачје, појаснува Ристевски. Се прави само реконструкција на дел од водоводната мрежа, онаму каде што имаше големи оштетувања и променета. Самата цевководна мрежа се работи на приклучоци на ФИ 200 мм, на тој потек се работи на репарација на два вентили, едниот ФИ 250, едниот шибер е ФИ 100. Исто така се работи на промена на нови шибери на тој потек. Едниот е два шибери се со ФИ 200 мм, еден шибер со ФИ 100 мм и еден шибер со ФИ 80 мм. Покрај градежните работи на улицата Македонски просветители од јавното предпријатие Водовод, во план имаат менување на азбестниот цевковод и на улицата Ѓорче Петров. Најава за санација на водоводната мрежа има и на потегот од улицата Македонски просветители до Пожарна. На тој дел многу често се јавува прекин во водоснабдувањето. И нашите планови сни заедно во соработка со локалната самоуправа, пошто се работи за азбестна цевка ФИ 110, да во најкраток можен рок се промени таа цевка, ќе одиме се работи некаде за околу 135 метри и ќе одиме со поголема обем на цевка некаде ФИ 150, поради тоа што на тој потек имаме и неколку нови приклучоци се градат таму и изгради, меѓутоа се покажа дека јава оваа година и претходната година на тој потек се јавуваат премногу дефекти. Во оваа година ќе се инвестира и ќе се подобрува водоснабдувањето во градската мрежа согласно финансиските можности на јавното предпријатие. Водоснабдувањето на градот не е доведено во прашање, иако со енергетската криза за наплата пристигаат високи сметки за струја, кои изнесуваат од 6 до 7 милиони денари. Од 400 до 500 пати се повисоки споредено со периодот пред почетокот на енергетската криза, посочува Ристевски. Од владата и ЗЕЛС бараат помош и начини за сервисирање на долгот за електричната струја. Во предстојниот летен период се очекува зголемена потрошувачка на електрична енергија за пумпање вода од пумпната станица Метропол, а со тоа и одвојување на висината на сметките и до 11 милиони денари. Националната установа Библиотека Григор Прличев од Охрид на свечен начин и со пригодна програма го одбележа 5 мај, Денот на македонскиот јазик. По тој повод членови на културолошката иницијатива 5 до 12 од Охрид читаа собствена поезија и песни од познати македонски автори. Пеачката група и оркестарот при културно-уметничкото друштво Гердан од Бисери од Охрид изведоа перформанс во живо во стилот на бушава азбука во придружба на народни инструменти. Охридската градска библиотека Григор Прличев свечено и со пригодна програма го одбележа 5 мај, Денот на македонскиот јазик. Развојот на денешната азбука датира уште со појавата на глаголицата и потоа со низината замена со кирилица. До 10-тиот век македонскиот јазик користел различни други писма, како грчкото, но со појавата на глаголицата се стандардизирала и писменоста, истакна на денешната свеченост директорот на библиотеката Милчо Јовановски. И драго ми е што ја гледаме вака преполна нашата Прличева одаја, така ја личи. Се надевам ќе биде така и во наредната и понаредната година и сите години кои следуваат натаму, за заеднички да ги славиме ваквите убави празници и тоа работно, затоа што овој празник од 2019-та се слави токму работно, како што ние знаеме сите просветни работници да го правиме тоа меѓу учениците и соучениците.
На 5 мај 1945 година, со решение на Народната влада на Федерална Македонија, била усвоена азбуката на македонскиот јазик, а по 2 месеци Министерството за просвета го озакони првиот правопис на македонскиот јазик. Владата на Република Северна Македонија во 2019 година донесе одлука 5 мај да биде прогласен за Ден на македонскиот јазик во чест токму на ова решение. Присутните на денешната свеченост во аудиоформа го слушаа и сеќавањето на професор доктор Људмил Спасов, навтемелувачот на нашиот македонски јазик, големиот Блаже Конески. Нашиот великан Блаже Конески, чисто заслуги до создавањето на македонската азбука и кодификација на македонскиот јазик се огромни, во една прилика беше рекол дека јазикот е нашата најкомплетна татковина. Современата македонска азбука се темели на кириличната азбука на Крсте Петков Мисирков, а некои ортографски знаци се преземени од азбуката на Вук Караџиќ, а Крсте Петков Мисирков користел знаци за истите тие гласови. Во 20-тиот век имало обид за пишување на македонскиот јазик со латинична азбука, така наречена македонска абецедарска азбука, која останала на локално ниво, посебно во делови од Егејска Македонија. По повод Денот на македонскиот јазик, денеска во градската библиотека членови на културолошката иницијатива 5 до 12 од Охрид читаа собствена поезија и песни од познати македонски автори. Пеачката група и оркестарот при културно-уметничкото друштво Гердан од Бисери од Охрид изведоа перформанс во живо во стилот на бушава азбука во придружба на народни инструменти. На настанот присуствуваа наставници по македонски јазик од основните и средните училишта од градов и роднокрајни писатели. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков апелира до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да ја преиспита одлуката да не се организира рекреативен риболов на Охридското езеро. Ставот на градоначалникот го делат туристичките работници и рекреативните риболовци. Од Сдруженијето Свети Апостол Петар велат дека рекреативната зона Охридско езеро мора што поскоро да се издаде под концесија за рекреативен риболов, но условите и начинот на концесионирање мора да се променат, а државата мора да обезбеди поголема заштита на рибниот фонд. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков бара од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да распише повик за доделување концесија за организирање рекреативен риболов на Охридското езеро. Министерството пред 2 дена го објави повикот за доделување на концесија, каде е предвидено рекреативен риболов само на риболовниот ревир Охридски слив, но не и рекреативната зона Охридско езеро. Незамисливо е најголемото езеро во Македонија и најпосетуваниот град да изостанат од повикот за доделување концесија за организирање рекреативен риболов. Што треба да им се каже на туристите кои доаѓаат на лето, а се рекреативни риболовци, дека на најголемото езеро во Македонија, Охридското езеро, не можат рекреативно да ловат риба. Ставот на градоначалникот го делат и туристичките работници и рекреативните риболовци од Охрид. Неопходно е да се дозволи рекреативен риболов во интерес на охриѓани кои живеат на езеро, а сега не смеат рекреативно да рибарат и секако во интерес на риболовниот туризам, вели туристичкиот работник Љупчо Стојковски. Кога ќе дојдат туристи на одмор, дел од нив сакат да риболоват. Ќе прашуваат кај може да земи дозвола или да сакат директно, пошто си носат некој прибор со нив, сака да одат на риби, не можат. Или доколку одат, ќе им дојде контрола и ќе ги казне. Значи, тоа е неминовно, Охрид мора да имат рекреативен риболов, значи концесија за рекреативен риболов. Сдруженијето на рекреативни риболовци од Охрид Свети Апостол Петар мораше да обезбедува посебно одобрение од ресорното министерство за да ги реализира планираните настани за ова лето, како Охридска риболовна лига, куп во Пливка, школа за деца за риболов, куп во риболов на Крап. Председателот на Сдруженијето Димче Мајковски вели дека забраната за рекреативен риболов се одразува на туризмот, затоа што на Охридско езеро доаѓаат рекреативци не само од Македонија, туку од цела Европа, за кои интересни се специфичните ендемични риби, но и крапот. Има заинтересирани доаѓаат и од Србија доаѓа и од Франција екипи за лов на крап. Охридското езеро уште не е испитано колкав најголем крап има. Некој зборува дека има крапови преку 40 кила. Најголемиот крап што е уловен на јадица, значи рекреативно, е 22,5 килограми, лани во октомври уловен таков крап во Охридско езеро. И сега се луѓето заинтересирани затоа што
Сите поголеми примероци што ги има во светот на таква риба, тие се наоѓаат во некои си вештачки езерца акумулации. Во природно езеро да се фати крап над 20 килограми, тоа е стварно рекорд за почит. Последно Охридското езеро беше издадено на концесија за рекреативен риболов во 2019 година на истиот концесионер кој го доби езерото и за стопански риболов. По неколку месеци дозволите му беа одземени на концесионерот. Тогаш на повикот учествуваше и Издруженијето Свети Апостол Петар, но под тие услови не би се пријавиле повторно, вели Мајковски. Ние таква можност немаме, затоа што имаме обврска како рекреативни риболовци да вршиме заштита на рибниот фонд, најмалце со 2 рибочувари, и да вршиме порибување со најмалце 50.000 примеровци на пастрмка. Ние не можеме да дојдеме до подмладок на пастрмка. Не можеме, не смееме нити да го ловиме, да го изловиме, а камоли да обезбедиме икра за да се изврши порибување. Од тие причини ние не можеме да учествуваме на конкурсот за рекреативен риболов. И од тие причини кој да го земи и кој да ја земи концесијата не може да ги исполни условите за рок од 1 до 2 години, најкасно ќе му биде одземена концесијата и плюс ќе треба да плати казна. Подпредседателот на рекреативните риболовци од Охрид смета дека рекреативната зона Охридско езеро мора што поскоро да се издаде под концесија за рекреативен риболов, но условите и начинот на концесионирање мора да се променат, а државата мора да обезбеди поголема заштита на рибниот фонд на езерото со специјална рибочуварска полиција. Струга се подготвува за втората трка на поезијата. Над 1000 учесници од земјава и странство се пријавени за учество на настанот. Оваа година трката е под мотото "Трчаме, рецитираме", бидејќи спортистите не само што ќе трчаат, туку и ќе творат поезија на тема "Мојата трка". Струга се подготвува за втората трка на поезијата. Градот на мостовите направи спој на поезијата и спортот. Околу 1000 учесници од земјава, но и од соседството се веќе пријавени за настанот. Целта на оваа спортско-поетска манифестација е промоција на спортот, но и силна туристичка промоција за привлекување на што повеќе гости во градот. Целта на овој настан е промоција на физичката активност пред се, мотивација за луѓето да почнат да се бават со некаква физичка активност и промоција на нашиот град Струга како туристички град. Предвидени се трка од рекреативен карактер во должина од 5 км и од надпреварувачки карактер од 10 км, а за анимација на најмладите ќе има и детска трка од 1 км. Рутата всушност е истата ланската рута, бидејќи беше многу позитивно и многу убаво испадна. Стартот е на Чаршискиот мост во Струга, се трча покрај кеот на реката Црндрим, покрај брежјето на Охридско езеро до во близина на Еврохотел, па по истата патека се враќаме назад, значи трчаат повторно покрај езеро и на враќање поминуваме покрај нашата општина Струга и завршуваме на Чаршискиот мост. Оваа година трката е под мотото "Трчаме, рецитираме", бидејќи спортистите не само што ќе трчаат, туку и ќе творат поезија на тема "Мојата трка". Струга е град на поезијата и во склоп на трката на поезијата ден претходно имаме поетски конкурс каде што веќе е во тек конкурсот, се пријавени необјавени творби и ден пред трката ќе се објави победник со поетска тема на поетска творба на тема "Мојата трка". Всушност трчањето е еден вид поезија, така да се ќе биде трчаме, рецитираме. 3 децении во Струга немаше градска трка. Спортските ентузијасти од градот лани ја организираа првата спортска манифестација која преминува во традиција. Трката ќе се одржи на 22 мај, а ќе се трча на кеот на реката Црндрим и на брегот на Охридското езеро. Во рамки на подготовките за предстојната летна сезона, Општинската организација на Црвениот крст од Охрид организира обука за спасители на отворени води, која ќе се реализира во втората половина на месец јуни годинава. Обуката која ќе се изведува на Охридското езеро содржи теоретски и практичен дел, а ќе ја водат национални и меѓународни инструктори за безбедност на вода според стандардите на Меѓународната федерација за безбедност на вода. Заинтересираните кандидати треба да ги задоволуваат следните услови и барања: да се на возраст од 18 до 35 години, да достават соодветен доказ како лична карта и извод на родени, да знаат да пливаат и да имаат психофизички предиспозиции за спорт,
да достават потврда за здравствена способност за обавување спорт и спортски активности не постара од 6 месеци, издадена од соодветен лекар здравствена установа. Повикот трае од 5 мај до 15 јуни, а кандидатите може да се пријават во просториите на Црвениот крст од Охрид на улица Димитар Влахов, број 52, секој работен ден од 9 до 15 часов, на телефоните 046 261 909 и 070 315 309. За сите кандидати кои успешно ќе ја завршат обуката и ќе се стекнат со звање спасител на вода, Црвен крст ќе обезбеди платен работен ангажман на капалиштата на Охридското езеро. Општина Охрид, како партнер општина на проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите, се приклучува кон кампањата Мојот данок за мојата општина. Едукативната кампања Мојот данок за мојата општина има за цел да ја информира јавноста дека плаќањето данок на имот е должност на секој граѓанин даночен обврзник, но во исто време и придонес на поединецот за градење на подобра иднина на општината. Доколку поседувате имот во одредена општина, тогаш автоматски сте даночни обврзници со законско право на даночно решение за вашиот имот, но и законска обврска и лична должност за навремено подмирување на данокот. Секој граѓанин даночен обврзник треба да знае дека со навремено подмирување на данокот на имот го полни директно општинскиот буџет, преку кој се реализираат сите планирани јавни и инфраструктурни проекти. Со ова, едноставно кажано, секој од нас лично придонесува за развојот на општината, која во иднина ќе ја красат нови градинки, игралишта, нови улици, училишта, ново осветлување, паркови, еколошки проекти, нови проекти за економски развој. Оваа кампања оттаму цели да придонесе кон навремено и прецизно информирање на даночните обврзници за сите права и обврски, како и правата и обврските на општината поврзани со данокот на имот. Утврден идентитетот на рибарот кој вчера го загуби животот во несреќен случај. Како што информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, вчера во 7 часот и 25 минути во полиција било пријавено дека во водите на Охридското езеро кај комплексот Горица било забележено едно повредено лице. Од извршениот увид било констатирано дека се работи за 63 годишно лице од Охрид, кое паднало и починало. Смрт без траги на насилство, констатирала екипа на итната медицинска помош, а по наредба на јавен обвинител телото било дадено на обдукција. Вестите од светот се во продолжение. Американскиот председател Џо Бајден најави дека оваа недела ќе разговара со другите лидери на групата 7 најразвиени економии Г7 за потенцијалните дополнителни санкции против Русија поради нејзината војна во Украина. Секогаш сме отворени за дополнителни санкции и ќе разговарам со членките на Г7 оваа недела за тоа што ќе правиме следно, рече Бајден одговарајќи на прашање на новинарите за плановите на САД како Европската унија во средата предложи најстроги санкции против Москва. Новите мерки предложени од ЕУ вклучуваат 6-месечно ембарго за увоз на руска нафта, санкции против руски банки и забрана за емитување руски медиуми. Како резултат на руската инвазија, според податоците доставени до обвинителството вчера, повеќе од 629 деца се повредени, 221 дете загинало, соопшти Државното обвинителство на Украина. Податоците не го вклучуваат бројот на деца жртви во областите кои моментално се окупирани и кои Државното обвинителство не може да ги достигне со своите истражители. Овие бројки не се конечни бидејќи не се утврдуваат на места на активни војни дејствија на привремено окупирани и неодамна ослободени територии, најчесто минирани, пренесуваат медиумите. Како резултат на секојдневни бомбардирања, гранатирања од страна на руските вооружени сили, беа оштетени 1584 образовни институции, а 118 од нив целосно уништени, пренесува дневен аваз. Бројот на починати од последици од коронавирусот во САД неодамна надмина 1 милион, покажуваат податоците на интернет страната World Meters. Повеќе од 1 милион луѓе починале 27 месеци од како во САД беше потврден првиот случај на COVID-19. По САД најмногу починати од последици од COVID-19 има во Бразил, повеќе од 600.000. Третото место го зазема Индија со повеќе од половина милион смртни случаи.
Земјотрес со јачина од 5,6 степени по Рихтер го погоди јужниот брег на Филипините, соопшти Американскиот геолошки институт. Епицентарот на земјотресот кој се случил доцна синоќа е на 110 км југоисточно од градот Мати, главниот град на провинцијата Давао. Епицентарот на земјотресот бил на длабочина од 35 км. Нема информации за евентуални жртви и материјална штета. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!